Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Возлюбені Бога Христа, Бога, браті і сестри, нека ни е чести големиот празник, успение на Пресвета Богородица, майката на нашиот Бог и Спасител Исус Христос и нашата семајка. Во незиниот тропар последните зборови од тропарот зборуваат за тоа дека таа е спасителка на душите човечки од смртта. Празникот денес од нас сите славен и припаѓа на групата на богородични празници. Празниците врзани за животот на Пресветата Мајка Божија се веднаш поголемина после празниците врзани за животот на самиот наш Господ и Спасител Исус Христос. Денеска, браќа и сестри, еден брат и сестра наша од Струмица донесоа икона насликана во чест на денешниот празник. Големината на таа икона за нас овде собраните е фактот дека истата е осветена на гробот од Пресветата Мајка Божја во Ерусалим. А кога сме веќе кај гробот Богородичен во Ерусалим, треба да се задржеме тука за преку него, преку тајната на гробот Богородичен, да ја отсликаме, да ја изразиме тајната на денешниот празник. Според многу нешта може да се влечат паралели помеѓу животот и гробот Христов со животот и гробот Богородичен. Тајната на празниот гроб, својствена за Христа распнатиот и воскреснатиот, е идентично присутна и во тајната на празниот гроб Богородичен. Богородица Мајка претешко е да се каже умре. Затоа Светата Црква го отпегнува, ја отпегнува употребата на тој пресилен збор и во замена за него го употребува зборот успение, заспа, Богородица заспа. Но никогаш таа на смртта не се предаде, бидејќи жива, како светиот пророк Илија беше вознесена, душата незина примена во рацете на незиниот син, а нашиот Бог и Спасител Христос. Како сето тоа се случи? Од каде знаем дека телото на Богородица Мајка не остана во гроб? Богородица Мајка многу ги сакаше учениците Христов. И откако Христос се вознесе, таа ги послуша зборовите што нејзиниот син и ги кажа, кога прстот покажа на светиот апостол и евангелист Јован и рече дека и е син. Еве ти син, мајко. И таа од тој ден прејде и живееше во домот
на светиот апостол и евангелист Јован. А домот Јованов беше на Сион, в најсветиот дел од свештениот град Ерусалим. И таа целиот свој живот му го посвети на Бога во молитва за спасение на сите луѓе и на сиот свет. Но грижата нејзина за учениците на синот нејзин не престана до крај. Таа често се среќаваше со нив, разговараше со нив, им даваше прекрасни, прескапи совети и полки по прашањето на нивната мисија, по прашањето на распространувањето на христијанството по целиот свет. Незиниот земен живот траеше цели 60 години. И за сето време го молеше својот син, нашиот Бог Христос, да ја земе. Не кога таа сака, туку кога тој, по неговата божествена волја и промисла, ќе каже кога. Но се спремаше да го доживее својот премин, својата Пасха од овде таму, од земниот Ерусалим во небесниот, од земниот кој што му е икона на небесниот, во небесниот кој што е вистинското, реалното царство на живиот троичен Бог. И кога осети дека времето се наближува, таа го молеше Христа Господа да благослови уште една средба со сите негови ученици. И синот ја благослови таа горешта желба и потреба на Богородица Мајка. Византиските иконописци, чудесното доаѓање на апостолите од сите краишта на светот, каде што го проповедаа Словото Господне, го имаат на еден прекрасен, дури фантастичен, надреален начин опишан, како во еден вид благодатни светодуховски модули патуваат од разни краишта на светот во Ерусалим, за да си ја видат Мајката Божја. И таа со сите се виде, со сите разговараше, сите ги благослови. Освен еден, светиот апостол Тома не успеа да стигне. И тоа негово доцнење секако не е случајно. Ќе видиме зошто. Богородица Мајка му се предаде на сонот Кимисис и се случи голема погребна литија, во која што еден евреин успеа да стигне до незиниот кивот со намера да го преврти телото на Богородица Мајка. Но во тој случај, во тој миг, светиот архангел Михаил со неговиот огнен меч му ги отсече рацете на тој човек. И кога тој ја виде силата Божја, кога виде и разбра со кого си има работа, јавно поверува во Христа Господа и се крсти, а рацете негови му беа вратени назад. Богородица, телото на Богородица Мајка беше положено во светиот Богородичен гроб.
и запечатан. И сега гледайте, после се, еве го светиот апостол Том. Доаѓа и сака, макар умрена да ја види. Неговата желба ја исполнил. Ја разпечатиле гробната плоча, но внатре телото на Богомајката не било. Богородица Мајка, браќи и сестри, за својот живот, до своето успение, ги посетуваше местата каде што незиниот син најчесто предстојуваше, беседеше. Сите оние топоними што ги читаме во светите евангелски текстови биле места на незините поклонички патувања. Многу малку и многу ретко излегувала надвор од светата земја. Познати се само неколку незини излети надвор од светата земја. Едно патување до Ефес, едно патување до Света гора Атоска и едно патување до островот Патмос, каде што живееше незиниот од Христа определен син Јован. Па сега можете да знаете сосема сигурно дека таа е жива. И незината грижа и љубов за сиот свет и за сите луѓе не престана. Ние тоа го чувствуваме и го знаеме. Малко е да се каже веруваме дека е така. Ние знаеме дека е така. Незиното живо присуство во животот на секој од нас посебно е толку чувствен, емпириски чувствен, допирливо чувство. Поради што неја си ја имаме за главна покровителка во сите наши молитвени обраќања кон Христа, распнатиот и воскреснатиот Бог наш, а незиниот син. Ова света обител е посветена незе. Но оваа света обител која што постои 7 векови стражари над судбата на православните христијани во овој регион и пошироко, е една од неброените храмови и манастири посветени на неа. Една од неброените. А тие манастири и цркви се по број еднакви со звездите што ноќе на небото. Светат и ни го красат и разубавуваат животот воден во Христа Господ. Нека ни е честит и благословен денешниот празник. Богородица Мајка да живее во нашите срца. Нашите срца да се претворат во гроб во кој што таа ќе се всели и ќе живее однатре, а померата од незиното присуство и живот во нас и ние во неа да живееме до денот кога Господ сите нас ќе не собере околу него како квачката пилињата своји. Амин. Амин.